Јас сум Митко Кољушевски, музичар, 40 години скоро со ансамбл Цар Самој во Охрид. Одевме по фестивали и така, турнеи и така натаму. Автор на неколку песни ги спеани на фестивали, Стариот Фенер, ако ви е позната, и така натаму. Во ова доба сега, последниве 5-6 години и 10 можеби, се преориентирав на пишување. Тука си се најдов себе си, бидејќи својата душа стално некому му ја дарував со гитарата и со други работи, и со и баката скоро. Сега малце порелаксирано и од сите дружби тие со Живко, со вас некој не знам, можеби со Лазо го знам одавна уште. Истиот е машала. На Живко му посветив една песна, посветена на Живко Поповски цвети. О мирисни цветови од Бога дарени, во секакви форми и бои шарени. Вашата убост само ја позајми, опојниот мирис и го остави. Со пауново перо вешто насликани, овенчени бела хартиена шир, насекаде по светов од срце подарени, ширете за навек радост, љубов, мир. Ај што Митко го скачи мразот. И благодарам за прекрасната песна. Ова со ништо не може да се откупи. Сем насмевка, со дружба и со убавина. Хвала многу. Јас сум Мирко Томовски, инаку сум преку 30 години во литературата. Пишувам и поезија и проза. Ова песна што сега ќе ви ја прочитам се случи овде кај овој споменикот од Кирил и Метод. Значи случајно. Инспирација може да биде и предмет, и настан, и се може да биде инспирација. Уметникот и песот. Тука имаше една слика. Страдалник е песот. Страдалник е уметник. Песот се обидува да си го почеша задникот. Мирен, му вели уметникот. Папката со акварели стои на клупата, стапалките на песот во тремник. Питачката ја подава рака. Немам, вели минувачот. И уметникот нема. Песот гледа во подадената рака на питачката. Добар ден и од мене, ме фатихте неспремен, најнече ќе се најдам. Јас сум Митре Манговски Радождански, од Радожда сум. Понекад случајно с 20 години живеам овдека, поранешен полициски службеник. Ова го потенцирам од проста причина што додека бев патрола до Сабајле овдека имам напишано, не знам колку десетина години, мирисот на липите. Така ми дојде, не ќе ви ја прочитам. Мирисот на липите. Ангели на светлината се пробиваат, љубовни симфонии пеат, сонцето порти отвара, како музички фрази, испушта зраци кон тебе, златна песна со златни клетки, ја сречавам безбројноста во градот на светлината. Липите со божествен мирис опиваат на секој чекор. Лесно паѓа моето молчење на јунските липови гранки, надвиснати над езерото свето, вдолж алгите кај што задоволствата бујат, додека на стража однесеницата сум. И кога мојот поглед во сршта на песната се проби, срцето мирот и спокојот го доби. Спомни си за изворите кај Светинаум и песната тъга за југ, што од кавал разлева преку ширното езеро кон мојата Радожда. Благодарам. Данче се чека твоето доаѓање. Ќе се грабиме. Секој по 4 месеци ќе има кај тебе, за цела година да има
Јас имам цела галерија од тебе. Мостови. Да, пишувам, но не потребно само перо во рака да имаш врз белиот лист. Да пишуваш, треба да сонуваш. Треба да чувствуваш болка, тага, радост, љубов. Секогаш и насекаде треба да го слушаш мирниот дрим, да шеташ по кеот, гледајќи го љубовниот танц на лебедите, да одекне зборот на Миладинови, на мостот на поезијата. Дали сонце и тамо грее, како и овде? Дајте ми крилја, јас да си летнам и в наши страни да си прелетнам, наши места да си најдам, да видам Охрид, Струга да видам. Во животот да бараш одговори во воздишките на секој човек, да трчаш во потрага на топли зборови кога солзата ти капе. Да пишуваш значи да собираш снага, солзата да ја претвориш во бисер, а со сончевиот зрак да го стопиш мразот. Во срцата кои страда да го почувствуваш нивното чукање и тогаш новиот стих се раѓа. Вокалното слово. Да видите како ученикот си го пали својот учител. Сите имаме своји учители и треба да ги палиме. Од пофалното слово за благодарниот лик на Кирила. Блажен лик да се твоите златоусти очи кои го одзедоа золното слепило на моите очи. Многу е сите на словенскиот народ кој што беше потонат во незнаење, му стана пастир и учител. Неговиот труд и подвиг ги читувале и слични пофалби нема. Многу ми е незгодно. Многу Немој према сонце, обратно, сенка ти. после светна сепак наштина коиденица, која иако огрева најпосле со својата светлина ги облева сите звезди. Така и преоблажениот Отец, учител на нашиот народ. Повеќе од сонцето се тројни лачи, со тројни лачи сјаеше и просвети безброј народ кој што лежеше во мракот, во незнаење. Климент Охридски. Јас се извинувам, меѓутоа сонцето ми пречеше, а и буквите се многу ситни. Одлично. Што и да се каже за светителите, се знае дека на нив им се обраќаме. Вистината е дека треба учителот да се учитува. Јас се извинувам на вистина. На сите што се, така да речам, ослепени, што не знаат многу, да прогледаат. Да. Одиме пред споменикот Климент, овај Кирил и Методи, зашто ни се приближува денот на Свети Кирил и Методи. Па тамо ќе испееме некоја песна, ако можеме ова да го повториме поубаво, словото на Климент кон Кирил, би било убаво да го слушнат и овие двајца наши просветители, едни од најважните.